Одземен пасош и забрана за работни активности поврзани со кривичното дело. Ова се мерките кои попладнево ги определи Кривичниот суд на претседателката на антикорупцијска Татјана Димитровска. Таа попладнево беше изведена пред судија на претходна постапка откако обвинителството за гонење организиран криминал и корупција предложи мерки на предпазливост за неа и за уште други двајца осомничени. Според информациите на Телма, станува збор за поранешна финансиска директорка во ТЕЦ Неготино и вработен во една од фирмите опфатени со предметот адитив. Во рамки на предметот адитив, од прибраните докази, донесена е наредба за спроведување на истрага за уште 3 лица. Повеќе детали од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција најавија за утре. Телма дознава дека претседателката на ДКСК е осомничена за кривичното дело издавање на службена тајна. Делото одавање службена тајна гласи: тој што на јавноста или на неповикано лице ќе соопшти, предаде или на друг начин ќе му ги стори достапни податоците што представуваат службена тајна или прибавува такви податоци со намера да ги соопшти или предаде на јавноста или на неповикано лице, ќе се казни со затвор од 3 месеци до 5 години. Димитровска попладнево е недостапна на мобилниот телефон. Таа е претседателка на антикорупцијска од февруари лани, а претходно работеше како ревизор во Државниот завод за ревизија. Но според нашите извори, осомничена е за периодот во ДКСК. За сега нема информација какви ограничувања за Димитровска предвидува мерката забрана за работни активности поврзани со кривичното дело. Обвинителството поднесе обвинение за адитив на крајот на февруари против 31 физичко и 5 правни лица. Прво обвинет за несовесно работење е поранишниот директор на ЕСМ, Васко Ковачевски, кој е во бегство. Обвинети за неколку кривични дела се и неговиот наследник Васко Стефанов, како и екс-директорите на РЕК Битола Пеце Матевски и ТЕЦ Неготино Небоша Стојановиќ и поранешни комерцијални директори на ЕСМ, Муча и Стојановски. Според обвинението, во периодот од април 2023 до август 2024 создале група со цел вршење на кривични дела. Меѓусебно се договарале да ги изиграат постапките за набавка на адитив за јаглен за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломе. На фирмата која го добила тендерот и овозможеле се стекне со имот на корист од 6,4 милиони евра.